Оваа плоча во близина на новоизградениот бизнис во индустриската област во Јужен Лос Анџелес ги потсетува минувачите за јужната централна фарма, каде што повеќе од 300 семејства сами одгледувале храна меѓу 1994 и 2006. Кога градот го продаде ова земјиште, ги исели тие земјоделци во 2006, тоа беше национална вест, бидејќи посевите беа срамнети со земја во тогаш најголемата урбана градина во нацијата. Поголемиот дел од луѓето беа пензионирани, но исто така многу деца можеа слободно да трчаат во градината и да играат. И тинејџери учествуваа во земјоделството наместо да бидат на улица, избегнувајќи го ризикот за пристап до дрога. Тоа место имаше толку многу потенцијал. Сега вози повеќе од 170 километри секој викенд во близина на Бейкерсфилд, Калифорнија, каде што непрофитниот фонд за здравство и образование, формиран од иселените фармери, доби донација од локален собственик на земјиште за да купи 32 хектари земја и собра пари за електрични и водни системи. Овде, активистот за земјиште на First Peoples, Тезо Зомок, вели дека тие ги учат мезоамериканските земјоделски практики. We don't use a lot of big machinery. We still use a lot of earth-based. Не користиме многу големи машини. Се уште правиме многу работи врз основа на земјиштето. Како нашиот систем за рови, системот за бразди. Не е исто како што прават овде. Тоа се културни практики што ги користиме како што е растојанието. Колку простор ви треба по растение. Сите садат многу густо и ставаат многу хемикалии. Браќата Ангел и Джеси Родригес ги минуваат петокот и саботата дневниот летен распуст учејќи земјоделство. 13 годишникот Джеси со нетрпение очекува еден ден да има свое земјиште. Сакам да одгледувам работи што сакам да ги јадам, како лубениците, например. Лубеницата ми е омилена. Од 2007 тие доставуваат свежи и достапни производи до недоволно обслужените заедници во Лос Анџелес. Соработувајќи со локалната организација за взаемна помош Farm to Power, задрugата обезбедува производи за месечна бесплатна достава во населби во Лос Анџелес. Елиот Сноу е еден од волонтерите. Се грижиме да ги купиме сите производи од нив. Тие се многу дарежливи и ни даваат веројатно 5 до 10 дополнителни кутии секој пат кога правиме достава, затоа што мислам дека им се допаѓаат активностите, а и сакаат да придонесуваат. Градината на заедницата од Јужна централна фарма првично беше создадена за да им даде на оние кои не можат да си дозволат да купат свежи производи и да ја одгледуваат сопствената храна. Со повисоки трошоци за земјиштето и вода во Лос Анџелес, Тезо Момок вели дека одржувањето на таа мисија значи да се одработува ова земјиште во долината Сан Жоакин.